Децата, значи, бидејќи се третираат како посебна категорија, поготово зборувам за мали деца, има специфични соеви на пробиотици кои што се користат. Соеви на пробиотици кои што се користат уште од самото раѓање. Така да, значи, тоа важи поготово за децата, каде што често пати сугерираме и во голем, значи во континуитет, поготово во првите години од животот, кога не е развиен тој стомачен систем и кога имунитетот се гради, долготрајна примена на пробиотици, поготово комбинирани со витамин D, кој што е суплемент кој што они мора да го примаат минимално до втората година, јас би рекол и до третата во терапевтска доза. Тоа е нешто што само ќе помогне да се изгради имунитетот и да се намалат тие стомашни проблеми кои ние сакале или не келе, они ќе ги имаат, бидејќи тоа е организам во интензивен развој кој што се судира со различни типови на храна. Значи, кога ќе престанеме со доењето, да речеме, дали во 6-тиот месец, дали во 9-тиот месец, дали после година дена, зависно од можностите на мајката, почнуваме да се судираме во некои случаи и претходно. Значи, веќе после 6-тиот месец почнуваме да се судираме со одредени храни. Тоа е шок за организмот, кој што го развива, меѓутоа нормално предизвикува соодветни тегоби кои што добро е да се превенираат и да се контролираат на природен начин.